Слава ти, Господи Исусе Христе. Ја озвучуваме оваа книга од Тихомир Стојановски, Друм за Македонија. Издадена Скопје, Македонија 1997. Едицијата тогаш се викаше Лицеум. И денеска, скоро после 30 години, ја озвучуваме да видите дека не е научена лекцијата на овие текстови во духот слезени, пророчки текстови, предупредувачки текстови за македонската култура и македонскиот народ. 82 страна Маглата во кучешките глави. Филип петиот македонскиот цар ја утна работата. Пролетта 197-та од македонската голема ера заврнаа пролетните дождови. Недалеко од Киноскефале се крена густа магла. Така војсководителот немаше добар преглед на битката. Толку битки за оваа Македонија. Исус е на помош. И загинаа 8000 македонци, 5000 беа заробени. Најголемиот воен пораз што македонците го доживеале во својата историја до тогаш. На другата страна од Мегнанот беше римскиот воен Тит Фламиний. Битката се водеше на Киноскефале, што значи кучешки глави. Не знам дали знаете, македонците имале обред за осветување, раскинувале куче и војската поминувала низ нив. Па видете го ова сега како се случува на таа кучешка глава. Не и се лутам ниту на маглата, ниту на дождовите. Таква ни било пишано, како ја рече. Што е пишано? Па Светото писмо, тоа е единственото што е пишано. Другото се брише. Повеќе ме тревожат кучешките глави, односно маглата во кучешките глави. Македонските. Баџанокот на министерот е трпелива природа. Министерот му побара оставка, а тој трпи човеку и не ја дава. Може би е директор во некоја културна ламја. Може би се скарале со министерот му. Може би и не ја слуша понудата, не ја чул. Не му е најблагоугодно ни на министерот. Кај сега се закоти ова состојба со Баџанокот? Па она, па ова, озборување, па бажото не е гола вода, бе човеку. Истечената крв на островот, крв од урана, водата и маглата во умот. А ако си појде умот, ќе дојде кумот, и така и би овде. Дојде тој и сега во Дубај ги троши парите со крвта на македонците, но знаете, никој не побегнал од судот Исусов. Тој не крсти во Обединетите нации, кумот. Во списокот на англиски нема под членот D, знаете, the end. Ниту ме прашал мене лично, ниту македонскиот народ. Си кладе име по свое. Не може бе тоа така, синко. Беше едно време во Белиот град. Оној што требаше да го заштитува, ја прекрсти улицата од маршал Тито во Македонија. Ни го сменија и знамето. Може би народот молчеше од почит кон кумот, кон болницата и нејзиниот Терзија. Знаете, после атентатот влезе, так го смени. За кои пари, колку пари се потребни да му е продадеш душата на својот народ? Но душите не се твои. Во Мореја, обкружена со мориња, која е старото име на Балканот, се одржуваше една балканска средба. Инаку вистинското име е Македонски полуостров. Министерот не отиде заради името на нашата мила татковина. Нема причина да им се лути на домакините, нека му се лути на кумот. На кумот нека му се лути. Слава ти, Господи Исусе Христе. Или на маглата во умот. Може би е тоа оној што требаше да го заштитува. Баџанат го сретнав еден социјалистички ден во неговата канцеларија. И тогаш директоруваше, рече, полскиот театар, наместо поетскиот. Дали мислеше на полето, на Ополе, Полска, или на Пелата, или се обиде да не минимизира. За сведок го повикувам АП, член на независните писатели на Македонија. Тешко е да му се пресече на својот. Министерот се смешка со шармантната насмевка, а Баџанакот си трпи и си директорува. Министерот кој се лутеше и не отиде, не му се лути на кумот, му се лути на умот. Што ако му појде и ја прекрсти како некогаш улицата, сега државата која можете да најдете во списокот на англиски под членот D. Видете, тој притисок пред 30 години. Обиди се уште имаше некаков морал, сега овде за пари се прави.
И тој мисли дека ќе побегне во Дубај. Филип Петиот го изненадија пролетните дождови и утринската магла. Од Исус Христос не можеш да побегнеш. Синко сатански, на кучешките глави. Што ги изненади министерот и кумот, баджанакот и умот, пасија за меѓусебно навредување. Читам во неделниците. Да. Први не навреди кумот, па додека се клатеше болничкото торзо дали ќе преживее, ни натакна и парчетка енина. Како што бранителите на сменување на македонското знаме рекоа за истото. Кој кого го навредува? Македонската појдовна точка е нејзиното име и нејзиното знаме. Точка од која се тргнува за или против Македонија. Зборувам за кучешките глави, за маглата во умот, за македонците кои се иселуваат за почовечка екзистенција, а за тоа никој не води грижа за македонскиот наталитет, за грижата за македонската младина, за иднината на оваа земја. Зарем ќе бидеме само едно ди, па додај енд. Еден поранешен политичар на еден наш пријателски сосед своевремено изјавил: Грција на грците. Аха, па така треба. А Македонија? И таа ли на грците? Или е таа на македонците? А замислете си ваква формулација: Грција на македонците. Како што е Македонија на грците. Проблемот на Грција е што не се вика Македонија. Проблемот на Грција е што не се нарекла Македонија. Кукуноне. Охи бе. Проблемот на Македонија е што се вика, што се именува Македонија. Но тоа е проблем на сатанскиот свет. Ке ни дојде умот, ама ке си појде кумот. Не може било кој да го сменува името на народот. Кумот даде изјава дека многумина македонци ќе појдат на одмор во Грција. Мислеше на Македонија. Ние велиме наше море за Јадранот. Едно време, денес кога ќе ни се испушти по инерција на наше море, мислиме на она кој го нарече кумот. Поранешниот политичар на пријателскиот сосед умре. Умре и Филип Петиот македонецот. Некои луѓе живеат и по смртта. Ако добијат ушак од Господ, знаете, овој свет е на минување под законот на распадливост и смртта. Само тоа што е во Исус е вечно. Не заборавајте, Македонија, македонец, благодата Божја дадена на црквите македонски е запишано во Светото писмо кое не се брише, не се брише. Зборот ушак го пронајдов во македонскиот речник, архаичен збор. Едно од толкувањата е гласноносец, гласоносец, се затемни сонцето. Беше тоа на 21 јуни 168 од македонската голема ера. Може би македонците се групирале на преминот Петра или на бреговите на реката Пена. Не беше далеку ни Пидна. Следниот ден Емилиј Паул и римскиот конзул Луцифер, римјанинот, го победи македонецот Персеј. Загинале 20.000 македонци, потоа Македонија е поделија на 4 склавини. Ете од каде ве прават склавонае, склавони, римски назив, именување за роб. 4 републики со забрана за било како видна човечка и економска комуникација меѓу нив. Бидна на Пидна и поделбата се уште трае. Тоа сум го кажал и на друго место. Не му се лутам на затемнувањето на сонцето, ниту на Персеја, тоа веројатно било ушак од Бог, оној кој е богат, ниту на делбата, ниту на Емилиј Паул, ниту на Пидна. Некои луѓе живеат и по смртта. Исус им вели: вие не може повеќе да умрете. На неговите деца, што имаат татко на небесата, не викаат само Господи, Господи велат татко. Но за да викаш татко, треба да му го дадеш срцето. Пулевски еднашка напише Ѓорги: јас сум македонец, не сум ни болгарец, ни грк, ни цинцарин. Јас сум чисто македонец, какви што биле Филип и Александар и Аристотел филозоф. Богат бил тој Ѓоргија, како богот Македон, од предхристијанската империја од Олимп. Зевсовиот син со Деукаленовата керка Тија. Сето тоа се случувало на Олимп, а Олимп е во границите на Македонија според Страво. Богатството на македонецот е во неговото свето и древно име, именувано, запишано од Господ Исус Христос и Таткото Небесен во Словото кое не се брише.
Ете затоа не ги сакам кучешките глави, маглата во македонскиот ум, затемнувањето на македонското сонце и другите затемнувања. Сепак и во мракот, длабоко во стерната ја слушам лирата на кралот, митскиот крал на македонците, Орфеј. Со инструментот ги занесувал луѓето, ги кротел ѕверовите, роден во Македонија меѓу Олимп и реката Струма, Орфеј, поред Ташко Белчев, Горпеј, односно горски пев, спев, обид да се македонствува. Еј, Македоне, Македоне, предходнику наш, богатството е токму во тоа да се остане простум на тенките струни, на македонската лира. Затворете ги клепките и слушнете ја таа света музика. Ја озвучуваме оваа книга, 86-та страна. Предметот и прирокот на богот Македон. Амфитеатров, русинот и патописецот со русите му коси, нема да дознае дека конечно работите си дојдоа на туѓо. Тој патувачот и запишувачот талкаше низ милата ни земја Македонија едно диво време, кога се сеќаше македонскиот бурек погача на 4. Миланчо Вујаклија, кај си бе јуначе? Пак си пишуваше лексиконче, си пишува. Страница 262 погоре, полево, зборот си чека во екзархискиот ред. Екзарх, со значење ороводец. Море се фатија на македонското оро сите. Тешко некое оро како тешкото македонското. На Милана веројатно помила му е страницата 694, долу десно, подесно, сврти лево, десно. Кај раскрсницата зборот патриарх, татко на племето. Бикот кој седи, патриарх. Седни си да не застоиш чекајки за братучедите по црква, патриаршисти, екзархисти, со целите им исти. Апа Чеков пишуваше истории. Коинското презиме, например, или театарско, амфитеатров, грчко презиме кај рускиот народ, македонско презиме кај македонците. Возвишено место, едно од значењата на презимето. Еден млад човек напиша за славјано екзархиската голгота на македонскиот народ. Крим историја. Научно-фантастичен обид да се одродува. На некои луѓе не им е доволно да бидат она што се. Им треба уште мал чекор да се доисполнат како ентитети. Со содржина, не баре она македонец, не им е доволно, па им треба и додавка славјан, екзарх, патриарх, поранешен, нов граѓанин, сожител, брат, илиро, пази. И така нешто околу тоа како што читам во зелениот печат. Таа приказна, екзархиската и патриаршиската, ја раскаже господинот со театарско презиме. Екзаугурација. Одземање или укинување на нешто свето. Охридската црква. Мајката. Апостолот Павле, поранешниот Савле, дојде во Македонија и ја прекрсти првата, ја покрсти македонка Лидија. Така почна христијанството во Европа. Безграничната дама, и ни ја укинаа црквата. Потоа дојдоа керките цркви, патриаршисти и екзархисти. Интересно, во православието наша црква, не е како католицизмот, една црква сите се заедно. Зашто таа поделба, карања, тие склавини едни против други, си имаат они нивна црква. Црквата е на Господ Исус Христос, ако не сте знаеле, ви кажувам. Потоа дојдоа керките цркви, патриаршисти, екзархисти, проста приказна, јас, тебе, ти, мене. На богот Македон, синот на Зевс и Деукалановата керка тија, му додаваат едно изам. Македонизам. Тоа не го сторил никој друг, туку лично другарот господин Коба, алија Сталин и Коминтерната не измислил нас македонците. Исус Христос нас не измислил, без незнабожци ни заедни, неверници. И така не измислиле нас македонците, тие добри луѓе. Не. Има денови од животот кога човек ниту се радува, ниту тажи. Напиша во едно свое писмо Никола Јонков Апцаров на банскалиски дијалект македонецот. Тој пееше за туѓата земја која чекори така од време на време. Измислени луѓе македонците. Може би некој ќе поверува. Еднаш кад тој што има магла во кучешките глави, еднаш кад царот им се обрати на македонците со зборовите.
Македонци, вие сте војсководители, вие сте ослободители на светот. Таков беше Александар. Тој веруваше дека го ослободува од светот. Од кого? Од сатаната. Од кого мислите вие? А потоа дојде Сталин со коминтерната и браворот још кој не измислија. Лага со брада, што би рекол. Тешко е да се мисли. Да се измислува е потешко. Најтешко за некого е да се биде македонец. Тешко оро, нашето. Зошто ако тие не измислија, не ги дозволува, односно беа под цензура, книгите за Александар и античка Македонија и секој што се бавеше со тоа беше под цензура. Од што се плашеа тие кои не измислуваа? Од нашата мисла, да не се премислиме, да не се смислиме самите себе си, да не се сетиме, дека не сме измислени, да не се измислени случајно тие кои тврдат дека ние сме измислени. Хеленистите, екзархистите, патриаршистите, илироидите, ромеистите, граѓаноидите, подметот и приракот пред Богот Македон, беда на историјата, магиско-религиски менталитет на селанецот, екзархисти, беда на филозофијата, гнилата миризба на минатите гробови, идната крв. Амфитеатров, господинот театарско презиме, пишува вака: еден општ православен црковно древно словенски јазик, солунскиот јазик, ги нема македонците, јуначе. Кај ти се македонците? Кирило-методиевскиот, односно македонскиот, од кој се исфрлени персиските зборови. Пред мен имам една табела на индоевропски јазици, пишува вака: линија на сродство македонска, група јужна, западна, источна, понатаму графа, древно македонски, средновековен македонски, на крајот јазиците кои произлегуваат од него. Јужна група, македонски, словенечки, српско-хрватски, денес сепаратизирани на српски и хрватски, и болгарски. Западна група, чешки, словачки, полски, виндиш, кашубиски, полска, полобиски, Германија. Источна група, руски, украински, белоруски. Што ќе одговорите на ова, господа исти? Може ли еден народ да се создаде за 45 години? Само таткото Исус создава, сето друго е создание. Се прашува Ердоѓан ознал во својата книга Македонија не е Грција. Не може народ да се создаде за 45 години. По табелата на индоевропските јазици го има и грчкиот јазик, и албанскиот, арнаутскиот јазик, интересно. За жал од нив не се развил ниту еден друг јазик. Ни еден јазик од нив, како од македонскиот и латинскиот, например, кои биле. Зошто ако постоела хеленска култура и цивилизација, како од неа не се развил ни еден друг јазик? Кој е измислен? Вие ги измисливте македонистите. За жал нема никакви македонисти. Има само македонци. А исто така, за жал, има екзархисти, патриаршисти, хеленисти или роиди и други, Ванчо Михајломисти, Турано татари, бравари, јужносрбијанци, грци по род, локално македонци, славо македонци, македонци муслимани, пиринци, егејци, вардавци, преспанци од монологот на представата ние, дели, подели, раздели од зајдисонце, надели сите цареви, сите водачи, сите едни против други, готово е. Македонци има на кои не им е доволно да бидат она што се, што биле и што ќе бидат, па на дедо Македон му додаваат подмет и прирок пред древното му име. Најголем проблем на хеленизмот е македонското прашање, пишува Ердоѓан ознал. Понатаму пишува тој: грците откако не успеа да го сокријат постоењето на македонската нација, пазете, почнаа македонците да ги викаат булгарофони, грци кои зборуваат бугарски, и славофони, грци кои зборуваат словенски. На македонски јазик грци, грејци, дојденци по Првата светска војна не завикаа славо македонци, македонски славофони, македонски словени. Се работи за додавки на богот Македон, подмет и прирок. А некој ваму, таму, онаму се дрзнал да го менува древното ни име и се обидува да го исфрли, да ни го исфрли тоа македонски, да ни останат само додавките денеска со коси црти, кукурајко лажот кој побегна во Дубај. Синко, немаш каде да бегаш. Тешко си на твојате поколенија, но не ќе оди тоа така лесно, македонци мои. Секој што ќе се обиде ќе го згроми
законот око за око, зап за зап, тешко некој оро македонското, без Господ Исус Христос изнасилување. Ја читаме оваа книга и озвучуваме сите бои на Македонија. Орелски крилја как да си метнех и в наши стрни да си прелетнех, да си прелетнам, напишал Константин Миладинов во убавата му песна. Си му обетиме со мојот добар собеседник, македонскиот речник, една досна летна квечерина за орлите кај нас македонците. И убаво да си го имаш со некого муабетот, да ти врви, да се разбирате. Сур орел, крстатен или крстат орел, двоглав орел. Христијански символ. Орли и врани да те изадат, вели народот кога ја фрла клетвата. Или да те однесат орлите, една поговорка вели вака, високо орелот лета, затоа далеку гледа. Орле, орленце, орлов, орловски, например, орлови ногти. Во Албанија се одржуваше воена вежба со наслов Миротворен орел. На неа учествуваше и македонската армија. Не беше тоа фалангата, тоа беше армија на поранешната. Барем така напишале таму. Во Македонија се одржуваат митинзи за универзитетот од Малата Рекичка со наслов Бараме заштита. На здравје Македонијо. Се вееја знамињата со орли, се пееше химната, не нарекуваа слава македонци. Зошто само на албанците им се дават човекови права секаде? Зошто тие не ги дадат човековите права да се зборува двојазично во Тирана, во Косово, во Приштина? Дали се тоа парите од дрогата? Се вееја знамињата со орли, се пееше химна, не нарекуваа славо македонци, и замислете. Орлите како древно македонски символ постојат на монетите на македонската царска династија. Орелот денес го има на албанското државно знаме и си го вејат оние кои не нарекуваат славо македонци, а себе си се нарекуваат илири. Па колку имиња ви се потребни вам, белује? И владата ни си лета со орлови крилца, и председателот ни сожителствува. Чекаат народот, слава ти Господи Исусе Христе. Ох, Исусе, напомош, да се самоорганизира за самоодбрана и самопочит. Ние гледаме какви предавства и прекројувања се прават овде. Вештачки е сето тоа. Племенски односи и партиски. А Константин Миладинов лета орелски крилја как да си метнех и в наши стрни да си прелетнех. Анти на етруски значи орли. Антите ја основале Атина. Антиох, Антигониди, Антон, македонската династија. Антите биле најборбеното македонско племе. Орлите. Словенците и хрватите тврдеа дека се илири и браќата ни албанците. Албанија е посејана со македонски топоними, ороними, хидроними, имиња на места, планини, реки. Илирите се најпривилегираните словенски единици во редовите на Македонската империја, тврди Адам Мицкиевич. И не само тој. Вежбата беше мултинационална, миротворен орел. Орел без ногти, силетка како пчеличка и си бара заштита. Кутрото орленце. Се собрале како орли на мрша, рекол еднашка македонскиот народ. Суро ме погледа македонскиот речник. Глува македонска ноќ. Годишнина од родението на царот. Отидов пред некое време на една свадба. Не бев поканет, онака одмерак за нашето. Галичник, река, печеше македонското сонце. И не стигнав дотаму, не ме пушти полицијата. Не само мене, некој рече од безбедносни причини, не знам. Но ако си тргнал на свадба, не е убаво да те враќаат назад. Потоа се испентарив на еден рит, облаци, небо, ечи, Григоровиот стих Сердарот, пискотници се слушаат од галичник во река, што тешка несреќа ги збра. И мажите и жените, та гласи тажна ека и навева са укоп и зла. Потоа читам во весниците дека качачки банди од Албанија влегуваат во Македонија и крадат стада овци. Потоа пукаат со шаржерите, пискотниците. Сте ја читале ли Прличевата поема? Кузман се бори против албанските качачи. Историјата се повторува. Знаете, ненаучени лекции и пак ќе заврши по законот на Господ Исус Христос, око за око, зап за зап, без неговата љубов.
Миротворен орел. Бараме заштита, се веат орлите и знамињата. Но ако некогаш биле наши, сепак што е многу, многу е. Знаете, само во Македонија државното знаме на Албанија се вее. Зошто е тоа така? Зошто се вее државното знаме на Албанија во Македонија? Дали сте вие нормални? Што ако ја знаете приказната за Вавилонската кула? Што ако и другите ентитети си ги извадат знамињата, си изборуваат само на својот јазик? Што ќе се случи тогаш? Што ако овакви настани станат дел од мултинационалната традиција? Бенето не продавница, сите бои на Бенето не е држава. Сите бои на Македонија. Враносаната кула Вавилонска, Абдера е древен тракиски град. Жителите на Абдера биле надалеку познати по својата ограниченост и глупост. Оттаму изведен поимот абдеритизам за глупи и ограничени луѓе. Тракиската главна божица се вика Земалје, земја. Веројатно со тоа и давале почит на сопствената земја. За жал, денеска не екзистира таков народ под тоа име. Дали се исчезнати? На едно место среќавам ваква формулација. Или се само дел од македонскиот идентитет, романтичарски сон на мала група фанатизирани македонисти. Замислете. Македонски фундаментализам, македонисти од белградска провиниенција, македонски булгари. Така не и се дава почит на земјата. И бугарите влегоа сега да докажуваат србите дека се е бугарско. Тоа е вметната приказна на еден наш сосед во македонската душа. Нивната приказна е завршена во бугарскиот етимолошки речник, таму Б, болгар-турски зборство, значи збирштина се гледа дека тоа е народ така на брзина собран со македонска култура и другото е збирштина. Ние имаме поговорка, се избугари работата, се измеша. Ако Македонија немаше приказна од љубов кон неа, ќе ја измислевме ако треба, но приказната ја има. Нема никакви македонисти, има само македонци. И постојат градители на кулата Вавилонска која на Македонија не е потребна. Знаете, каков конј сакаат да загубат, затоа што не можат да го јавнат. Александар, се сеќавате за таа приказна? Слава ти Господи Исусе Христе. Потоа го заврте конјот кон сонцето за да не се плаши од својата сенка. Потоа се втури во слободен галоп. Имаме ли ние македонците страв од собствената сенка? Не плаши ли? Доволно е да се има душа и да се завртиме на кај сонцето. Јас сум светлината на светот. Треба да се завртиме кон Господ Исус Христос кој не создал, не именувал, не направил сад за свечена употреба. Дојди во Македонија и помогни ни Господи Исусе Христе. Со други зборови, некои нови немакедонци да се китат со македонската древна приказна. Се наспем на македонскиот речник. Беше годишнината од родението на Александар. Синко мој, барај за себе кралство кое ќе ти биде достојно. Македонија ти е премала, му рече Филип на Александар. Ете затоа нас македонците ни има по цел свет. Лета Константин Миладинов, орелски крилја как да си метнех и в наши стрни да си прелетнех. Но кои беа нашите македонци мои, се разбира, нашите се македонскиот полуостров и постмакедонски идентитети, изгубени, затруени со лажна историја, да викаат няма македонци, охи македонци, кукуноне македонци, нема тих македонаца. Само македонците постојат, само тоа што е во мене суштествува, се друго е мртво. Вели Исус Христос, а македонците се создадени, запишани, именувани од Таткото Небесен Исус Христос во Светото Писмо. Ке изберам народ кој ќе го прослави моето име. Дела 15:14, дела 16:9. Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше дојди во Македонија и помогни ни. Апостол Павле, по тоа видение ние разбравме, тргнавме, посакавме да одиме за Македонија, бидејќи таткото таму не повикал да го шириме Евангелието. Дали го шириме ние Евангелието? Дека благодатта Божја дадена на црквите македонски. Ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија. Оти ќе минам преку Македонија. Те сакаме, Господи Исусе Христе, дојди побрзо, за секогаш, на секади, во секого љубовта Исусова да ве преплави. Немојте заради Македонија да станете борци против Бога. Амин до Царството Божјо. Амин.